За сериозноста на употребата на петарди и влијанието на животните зборуваме во продолжение или се поврзуваме и се поздравуваме онлайн со нашиот пријател, ветеринарот Војслав Димитровски, кој што еве и ова утро се согласи и му благодариме да можеме на еден ваков начин да го испратиме апелот и за нели влијанието, лошото влијание на петардите кон животните. Војслав, те гледаме, убаво маченце до тебе, одлично друштво. Добро утро. Добро утро. Поздрав, здраво, ме слушате, така? Да. Добро. Па дајде да поздравуваме и за петардите, многу убав гостин, односно многу убаво образложи гостинката претходно за последиците од петардите, реално кај луѓето, кај децата највеќе, но сепак треба да знаеме дека има и други, да речеме, живи суштества на оваа планета кои што се сериозно оштетени од овие петарди, пиротехнички средства, огномети и се што е громогласно, акутно и непланирано. Она кое што меѓу другото го забележуваме и на што сме сведоци, секој од нас треба да има чувство и треба да имаме емпатија и кон луѓето и кон животните и не треба тоа наше лично задоволство или она кое што, како споминавме, најчесто ги води младите, е таа возбуда и забава и самото друштво да се употребуваат и да се пукаат петарди, да се употребува пиротехника, а при тоа да не се размислува за околината или некое можеби улично куче или маче кое што може да го доживее тој стрес. Војслав, што вели искуството или кога зборуваме за крајот на годината, колку често имаш работа со миленици и животни кои што го претрпеле тој страв? Кои се најчесто симптомите кои што се забележуваат и каков понатаму треба да биде пристапот и третманот за истите? Да. Значи, по принцип, од пиротехнички средства и од неодговорни граѓани најчесто настрадуваат и бездомните кучиња, кои што дури децата пакосно некогаш намерно знаат да фрлат некаков таков материјал, да речеме дали петарда, дали некој огномет и така натаму, со цел да ги исплашат животните и тоа представува кај нив некоја и забава. Треба навистина малце нивото на јавна свест да го дигнеме малце повеќе и родителите да поразговараат со децата и со вашата емисија можеби некој од децата ќе ја видат и ќе заклучат дека навистина тоа е можеби кратка мала забава од неколку секунди за нив, а една огромна травма која што понатаму на животните може да им предизвика и не е само моментот со самиот татнеш, грмеш и така натаму, туку тие животни во тој момент почнуваат безглаво буквално да се разбегуваат и може да налетаат на некоја сообраќајна, да речеме, несреќа, незгода и во таков случај веќе доаѓаат кај нас во амбуланта од страна свесни совесни граѓани да им помагаме на тие животни. Во однос на домашните животни, знаеме и доста често и веќе почнуваат да се консултираат наши клиенти со како да ги поминат овие празници во однос на петарди, пукотници, затоа што веќе приметуваат, веќе има надвор, ги слушаме секојдневно, и нивните животни дома се под стрес, буквално се тресат, почнуваат лиги да им се лачат во малку поголема количина, да се складираат во некој ќош или под некоја столица, маса и така натаму, зашто тие навистина не знаат што се случува и пробуваат нивниот инстинкт, всушност им кажува дај сега да се самозаштити. Има животни кои што се пореактивни во таа насока и во таков случај работиме со собствениците и му кажуваме на определени совети како тоа да го адресираат полека. Има и, да речеме, медикаменти кои што се даваат, кои што се и на природна основа, и на хемиска основа со цел во континуитет предходно пред оваа новогодишна ноќ, да речеме, неколку дена ако може да се дава, во таков случај животното ќе го донесеме во една помирна ситуација за не толку толку драстично да му влијаат овие дразби, но исто така ми можеме да направиме една игра со нив, уште не е кратко, имаме околу 15 на дена до нова година. Може дома да се забува малце повеќе, да пуштиме малце погласна музика, со повеќе ритам во неа, кој што ќе емитира таков тип или дури и она звуци на петарди или пиротехника или огномети. И во истото време ние со животното да сигнеме со топче, да фрлиме топче, да му дадеме храна, да го помилуваме, да му направиме нешто што е негова, да речеме, пасија во текот на денот. На таков начин тоа животно прво ќе се дефокусира од таа силна бучава и врева, а и ќе се адаптира на такво нагло, да речеме, пуштање на такви звуци и многу полесно ќе ги помине во иднина овие дразби кои што се случуваат од огнометите и од пиротехниката.
Воислав, сакаш да кажеш дека добро е да се симулираат вакви ситуации во овој период од годината, овие денови пред да дојде нели главниот момент кога ќе има најмногу пукотници и ќе се биде тоа нели најгласно, па да може на некој начин да се траумата да се минимизира. Претпоставам дека ова го даваш како апел до сите оние кои што имаат милиниче дека е добре дојдено да го практикуваат во овие денови. Точно така, поготоа на тие соседи кои што знаат дека нивните миленици реагираат, да речеме, побурно на ваков тип на дразби. Доколку вашето животно воопшто не реагира, а повеќето се такви, во таков случај нема потреба да ги правиме овие вежби. Но ако имаме вакво куче кое што, да речеме, реагира и дури драстично реагира со сериозни шокови состојби, во таков случај може да ја почнеме оваа вежба и веќе, да речеме, ајде крајно време да ја почнеме, затоа што на 31 не очекуваат сигурно грмежи во градот. Да. И сега ние ги споменуваме мачињата и кучињата како некои миленици кои што се нели најчести во кај луѓето. Меѓутоа тука не знам се хрчаците, можеби морските прасиња, рибите, па и би ги споменала сите оние птици кои што се во нели нашето опкружување за кои што нели да речам нема некој кој што најмногу ќе се грижи, тие се секако ставени сами на себе, но секако ги чувствуваат последиците. Што би додал во поглед на совет за овој тип на животни? Конкретно, еве, не знам, домашните миленици како, не знам, хрчак, морско прасе, аквариум со риби и така натака. Како за нив, дали имаме некакво посебно однесување, како да се постават собствениците и што е со оние птици во надворешниот свет? Колку кај нив може да има сериозни последици? А во однос на домашните се хрчаци, зајчиња и така натаму, тука не можам да дадам некој голем совет затоа што навистина и нема многу истражувања во таа тема, јас не сум пред нас, но би требало да ако во секој случај го осеќаат тоа и доколку отидат во некоја ќоша и повторно дадат знаци на плашливост, едноставно да го изгасиме светлото, да ја прикажеме нашата присутност во просторијата, да ги погалиме, да им покажеме со нашето поведение дека нема ништо страшно, на таков начин им даваме пример и они да се смират малку. Во однос на птиците, навистина сте во право покрај ние, затоа што ние не сме фокусирани на мачиња и кучиња, зашто тие ги гледаме со нашиот вид почесто, но кога ќе погледнеме малку нагоре, кога ќе се пукне, знаеме дека птиците веднаш бегаат и верувајте дека кај птиците тоа може да предизвика сериозна последица, дури и смрт од паник. Кај нив, да речеме, тој момент на страв, акутен страв, може да доведе многу побрзо и до смртни последици. Така што навистина кај нив е доста сериозна последицата, иако супер го поставите прашањето, многу ретко некој се сеќава за птиците, сериозен е проблемот. И затоа би апелирал до градските власти, јас колку што разбрав дека веќе има некакви иницијативи, Министерството за внатрешни работи и градските власти на повеќето општини да во оваа година да ги прескокнат тие централни, да речеме, огномети и пиротехнички шоуа и навистина би поддржале вакво нешто и мислам дека граѓаните без разлика што дали тоа доаѓа директно од нивниот џеп или преку данокот доаѓа од нивниот џеп, да апелираме, да сите заедно да апелираме до властите да ги дадат овие средства во решавање на определен, да речеме, проблем со уличната популација на кучињата, дека по-добра насока ќе дадеме или подобро реализирање на средствата отколку 5 минути некои светилки и грмотевици да ги гледаме на 31 во 12 часот. Така е, да, Воислав, и ти заедно ги спраќаме и тој апел, како што видиме како што тоа влие за нас луѓето, а остава и последици и повреди како што слушнавме, така апсолутно влие и кај животните, со таа разлика што тоа не е нивни избор, туку наш избор, а за тоа треба да бидеме сите ние одговорни и да помислиме дека колку всушност им наштетуваме и што е тоа кое што тие го претрпуваат. Се наоѓаме во период од годината кој што е прилично, да речеме, позитивно хаотичен, кога зборуваме и на работно поле и генерално. При тоа владее и некоја таква атмосфера и еуфорија, карактеристично за крајот на годината, но кога зборуваме за домашните миленици, за негата и грижата, и може би оние предизвици со кои што најчесто се соочуваат домашните миленици во овој период од годината, како или што е она кое најчесто го има сега кај тебе на работа, што е она кое што можеме да го искористиме како можност еве ова и да го дадеме како совет и препорака за сите кои имаат домашни миленици? Ние како амбуланта имаме еден апел кој што доста често го повторуваме и до време направивме сериозна кампања за следнава тема, тоа е
чукни во хауба, чукни 3 пати, тоа беше дури и донирана самата тема од чукни во дрво, нели, на нашата позната група Лепи Сол. Всушност, кога ќе излеземе надвор, мачките најчесто, кога ќе го паркираме автомобилот кој што се уште е топол, мачките знаат да побараат потопло место и да влезат точно во моторот на возилото. И потоа, ако решиме да продолжиме со возилото, доста често имаме сериозни последици од мачка која што си побарала заслон или топлина во моторот на некој автомобил. Затоа апелираме, еве, и повторно оваа година, пред да влезете во автомобилот, тропнете 3-4 пати на хаубата, таа мачка, верувајте дека веднаш ќе знае дека треба да отиде од тука, пред да го запалите автомобилот и да тргнете за некаде, затоа што навистина сериозни последици и смртни последици сме имале кај животни кои што се заглавени во автомобилот. И оваа година сме имале такви случаи за жал и сме ги лекувале и е долготрајно и доста скапо лекувањето на ваков тип на животни. А од однос на домашните животни, навистина еве ќе апелираме оние кои што се да речеме домашни, мали тој пудли или животни кои што се чуваат во домашна средина, доколку излегуваат надвора се краткодлаки или на кратко ишишани, облечете ги со определена облека, со цел да кога ќе излезат надвор да не ја почувствуваат драстично на температурна разлика од домашната средина во надворешната средина. Големи долги прошетки на ваков тип на кучиња не се препорачуваат зимно време кога е ладно надвор нормално и доколку кога ќе падне снег нормално дека ќе се фрли сол по улиците, во таков случај заштитете им ги шепичките или ставете им чевлички ако ги трпат нели да шетаат со нив. Ако не, после прошетка дојдете дома, убаво измите ги со млака вода шепите за да се разложи и измие солта од шепите, затоа што навистина зимно време знае сериозни последици да има од солта од улиците кој што е помешано со снегот. Така е, сите овие совети се добредојдени и корисни за дел од нив, веројатно оние кои што имаат домашни миленици ги чуваат одговорно и со љубов веќе знаат, но секогаш е добро да потсетиме и повторно да апелираме против пиротехника и ова кое што го спомена и ти благодариме, точно тоа. Да, сакав само да кажам да чукнеме во дрво 3 пати, но не ако црна мачка ни го помине патот, туку како суеверие, туку за да спасиме нечи живот и да не се соочувани или со сите тие повреди кои што како што спомена тешко се санираат. Воислав, само уште едно прашање пред крајот, бидејќи ги споменуваме домашните миленици, но ги напоменавме на самиот почеток и уличните кучиња. Дали имаме совесни граѓани кои што знаат да донесат повредено улично куче токму од пиротехнички средства? Сега во моментов имаме 2 кучиња кои што ги донеле совесни граѓани и кои што се сериозно повредени. Не се од овакво, и двете имаат ампутирани нози, двете се во фаза на вдомување, дај Боже, и во фаза на рехабилитација, но не се од пиротехника, но се од сообраќај. И навистина да апелираме прво луѓето да не ги напуштаат милениците, затоа што едниот сигурно е домашен миленик и е расно куче, другиот е случаен, да речеме, поминувач на улица кој што имал несреќа. И двете се вдомуваат сега во моментот, па некој ако им се допаѓа ваков тип на кучи, двете се со хигиенски навики и двете се во одлична здравствена состојба во моментот и може веднаш да бидат вдомени, но имаат потреба од посебна грижа нормална во новиот дом. Од пиротехнички средства вакви повреди може да се случат, точно заради тоа што пиротехниката ги плаши, а кучињата кога се во стрес и страф, акутно реагираат и всушност може да истрчаат пред автомобил, може да истрчаат некаде или да паднат од некој амбис и така натаму и да имаат ваков тип на повреди. Така што навистина пиротехниката може да доведе до вторично и до сообраќајни несреќи. Да, многу убаво кажано. Еве ова нека биде момент ако некој преку нашата емисија се заинтересира за овие 2 кучиња, да те контактира тебе или можеби нашиот тим и да во овој празничен период им обезбеди топол дом за време на празниците. Воислав, пред да те одјавиме, да упатиме благодарност до човекот зад камера кој што совршено добро си ја заврши работата. Доктор Лилија, ја поздравиме, да. Да, одлично, за да можете така да ги видиме и навистина овие сладки кученца и се разбира доколку е можно да учествуваме во наоѓање нивни дом. А Воислав, ти благодариме што ети во цела оваа измината 2025 година беше заедно со утринска на Тилма за сите важни теми, особено кога зборуваме за животните и домашните миленици, да ги информираме нашите гледачи, па така и за оваа важна тема и да веруваме дека ќе придонесеме да немаме голема употреба на пиротехника и петарди, а со тоа и да ги заштитиме животните. И се гледаме во новата 2026-та, ти посакуваме успешен завршеток на оваа година и се разбира добар старт на следната.
Да, ви благодарам за се што направивте за целоста афирмација на оваа тема во 2025. Се надевам дека ќе останеме и во убав контакти во 2026 година. И уште еден краток апел, извинете, може ќе ви земам уште 5 секунди од времето, но еве и за луѓето кои што се по дома, не ги троште парите на пиротехника, вложете ги парите во било кое куќе кое што навистина има потреба од одличната популација на кучиња од помош. Одлична поента, да. Ете и тоа нека биде нашата порака и со тоа го заокружуваме овој наш разговор. Ти посакуваме пријатна работа и убав ден. Поздрав, Воислав. И среќни празници и мирни празници.